Добре дојде во редакција Плоштад за Максим Димитриевски, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз и председател на Комисијата за одбрана. Добро ве најдов, ако може да се каже добро ве најдов во овие тешки моменти на големи искушенија во нашата држава. Господин Димитриевски, вие вчера присуствувавте на пресконференцијата на која лидерот на СДСМ Зоран Заев обелодени според неговите зборови докази за мега скандал во Македонија во која биле прислушувани повеќе од 20.000 луѓе од власта, а воедно започна и проектот Вистината за Македонија. Која е целта на овој проект и што докажуваат овие објавени материјали? Па еве дојде моментот, нели, подолг временски период, во државата секој граѓанин говори, кога ќе му се јавите на телефон, немојте да ми го зборувате ова на телефон, или ќе шепка, Тивко ќе зборува и така натаму и така натаму. Дојде моментот, всушност, да се види и во јавноста дека граѓаните биле во право, кога го говореле ова, имале едно вакво сомнение. Се објавива дел од материјалните докази, кои што директно посочуваат дека двајцата најодговорни луѓе во државата за создавање на фамилијата во наводници сносат најголема морална и кривична одговорност во делот на онаа што значи управување со државата и злоупотреба на државните органи кои што служат исклучиво за следење на лица кои што се потенцијални сторители на кривични дела. Точно е, присуствував на една пресконференција заедно со моите колеги сопартници и горд сум на тоа, заедно со мојот председател и лидерот на опозицијата Зоран Заев, да излеземе пред лицето на јавноста и да укажеме на сето она што се прави во државата. Невидена злоупотреба на државните служби, кои што се задолжени да ги штитат интересите на Република Македонија во интерес на граѓаните, а не да ги злоупотребуваат своите функции кои што ги имаат и надлежности добиено од страна на граѓаните преку посредничката демократија и да работат исклучиво во партиско-политички цели. Се со единствена цел за да се одржат во власт. СДСМ, значи, вчера најави кривични пријави против директорот на УБК, против раководителот на петта управа и непознати лица вработени во УБК. Значи, дали овие кривични пријави веќе се поднесени? Да, во текот на денот овие кривични пријави ќе бидат поднесени, но најбитниот актер, го заборавивте, тоа е господинот Мијалков, директорот на Управата за безбедност и контраразузнување. Значи, целиот проект е добро осмислено сценарио од страна на двајцата братучеди, кои што имаат изнајдено механизам како да ги контролираат сите луѓе кои што се општествено активни во државата. Почнувајќи од луѓе носители на јавни политички функции, на државни функции, почнувајќи од нивното најнепосредно обкружување, членови на нивна политичка партија, членови на владата и така натаму, и секако се подразбира опозицијата. Опозицијата се следи во континуитет веќе во оваа држава, ние тоа го докажуваме сега и со докази. Се обидува да направат спин, да ја префрлат одговорноста на опозицијата, но заборавија дека при таквото обвинување направија суштински пропусти и грешки. Наместо да ја обвинат опозицијата, се обвинија самите себе си, како што граѓаните сегојдневно велат, Груевски на пресконференцијата си даде самиот на себе си автогол. Излезе и рече: дел од доказите се точни, дел се делумно точни, а има и такви кои што не се точни. Првенствено кажува дека истиот е запознаен со онаа што опозицијата има за план да го објави. Онаа што јас можам да го кажам, бидејќи ние во опозицијата сме сите до еден запознаени со овие податоци и факти, можам да кажам дека сите ние до еден сме Заев во моментот. Без разлика што обвинението кое што е поднесено против господинот Заев и против уште 5 лица до сега, слободно се сметаме сите до еден обвинети како составен дел на раководството на опозицијата. И заедно, доколку постои било каква одговорност, ќе ја сносиме.
Но од овде јасно ќе порачам дека одговорноста е исклучиво кај господинот Груевски. Бидејќи самото обвинение кое што е поднесено до господинот Заев укажува дека истиот се обвинува за прибирање на материјали и доставување на странски служби. Материјалите му биле доставени на господинот Заев и тоа од лица кои што се директно вработени во управата која што е надлежна да го врши следењето на граѓаните. Заев објави дека бил прислушуван речиси 4 години. Дали законот го дозволува ова и што велат нашите закони? Колку може да траат посебните истражни мерки? Значи, во оваа држава секојдневно се менуваат законите и јавната дебата во делот на следењето на комуникациите беше многу широка во јавноста, ако се сеќавате, при последната законска измена. Дури и некои наши сограѓани, експерти во оваа област, дебатираа јавно во собранието, но за жал не наидоа тогаш властите на разбирање и само изнајдоа форма како да го официјализираат прислушкувањето. Дадоа можност, покрај можноста на МВР да следи и да слуша, тоа да може да го стори по претходно добиена согласност, тоа е поднесено барање од страна на јавниот обвинител и мобилната царина. Значи, ја проширија можноста да се следи. Законот во моментов предвидува преземање на посебни истражни мерки во делот на 3-месечно следење плюс 1 месец плюс 4 месеци плюс 6 месеци дополнително следење до максимални 14 месеци, како што Зоран Заев тоа го најави на пресконференцијата. Но прашањето е првично кој е предмет на следењето? Кога имате намера да ги проширите мерките во делот на следењето, треба да имате посебно образложение против лицата, тоест во овој случај организираната група за тешки кривични дела. Ние до ден денеска не слушнаме ништо официјално од јавното обвинителство зошто имаат одобрено такво нешто. И прашање е дали воопшто имало одобрение. Ние сме повеќе од сигурни дека истите немаат дадено одобрение да во државата се следат повеќе од 20.000 луѓе. Иако од досегашните искуства, ако се сеќавате кога беше настанот со приведување во полиција моја денот пред изборите, самите полициски службеници на наше прашање дали имате обезбедено судски налог за претрес на возило, рекоа, не е проблем, ќе го донесеме сега. Го немаа во моментот. Така функционираат во континуитет работите во државата. Значи, ВМРО секогаш е способно ретроактивно да обезбеди одреден документ, бидејќи тоа го покаже и со голем број на закони кои што до сега ги донесе, кои што ги стави да функционираат, дури да бидат на сила, па и да делуваат ретроактивно. Вчера беа објавени и делот разговори на членови на опозицијата, новинари, бизнисмени, поединци блиски до опозицијата, кои според Заев како информативен материјал подготвен бил доставуван до премиерот Груевски и до луѓе блиско околу него. Биле прислушкувани и за време на изборите. Кој е вашето мислење, вашиот коментар на ова? Јас пак ќе повторам. Тие не следат сите. Тие од Македонија направија едно големо уво. Начинот на владење на оваа власт е концепиран и методот, менталниот склоп кај луѓето кои што се властодржци во моментот е така креиран да единствено начинот на принуда, на присила и уцена функционира. На тој начин се обезбедува поддршка и во делот на функционирање на државните органи, но и во делот на прибирањето на гласови за време на избори. Мојот пример со следењето, ќе зборувам лично во собствено име, е од локалните избори 2013 година. Бевме на избори, бевме секојдневно следен. Јас дури и писмено пријавив во МВР дека ме следат лица, физички ме следат, ме снимаат, ги имам лоцирано, посочено, броеви на возила,
лица, нивниот физички изглед, повика ви на препознавање, бидејќи ги знам кои се истите лица, тоа се едни исти возила кои што денеска челници на МВР ги возат и секојдневно ги гледаме по градот како гравитираат. Се уште нема епилог на истата пријава. Тоа се случува во секој град, во секоја општина. А да не говориме за челниците на опозицијата. И за сегашниот Зоран Заев, и за претходните, и за сите наши коалицијски партнери. Но врвот, значи врвот на ова, да кажам, недозволива, општествено неприфатлива работа е да се следат новинарите, луѓето кои што се гласот на народот, народните избраници, сите оние на кои што граѓаните им дале власт да управуваат со државата во нивно име. Прашањето е, докаде може ли истите луѓе да ги злоупотребат овие податоци во лични цели? Факт е дека Македонија од ден на ден се повеќе и повеќе наликува на една од лошите латиноамерикански држави, или како што еден мој пријател милува да каже, Македонија е нова балканска Казабланка. Значи, на пресконференцијата беше објавено дека освен овие разговори, значи прислушкувани биле и разговорите помеѓу блиски, нели, луѓе на премиерот Никола Груевски, Јанкуловска, Ставрески, коалиционите партнери меѓу кои Али Ахмети, освен разговорите помеѓу него и Мијалков. На што може да укажува ова? Па, самите го дадовте одговорот на ова прашање. Најпрвин, сите овие разговори, тие можат самите пред себе си да си ги потврдат дали некогаш се случиле или не. Опозицијата најави дека ќе ги поднесе сите материјални докази до јавното обвинителство и секако дел од овие докази во прилог ќе бидат и овие веќе снимени разговори кои што беа објавени. Во самата постапка, како што најавија и дел од обвинетите, ќе кажат на кој начин дошле до овие материјални докази, но верувам дека ќе биде испочитувано правото на обвинетите да го искористат правото на законот и да бидат ослободени од понатамошно гонење сите оние лица кои што соработуваат во претходната истражна постапка која што се спроведува сега. Инаку, самиве податоци дека биле прислушкувани лица, најблиски соработници на премиерот и на господинот Мијалков, укажува за една голема недоверба во власт. Дека оваа власт исклучиво функционира врз база на присила, закана, уцина, базирана на должничко-доверителски меѓусебни односи. Затоа се поставува прашањето. Дали ние како граѓани на оваа држава ќе продолжиме да молчиме и нема да слушаме, или ќе се одважиме и еднаш ќе кажеме крај на ова, доста беше, ајде да градиме нешто што треба да биде Република Македонија, една сериозна, проевропски дефинирана држава, во која што ќе владее правото и во која што граѓаните ќе имаат можност да управуваат со граѓаните, со државата преку своите народни избраници. После објавените материјали, дали веќе јавното обвинителство презема некои мерки? Имате ли информации? Во текот на денот, дали се преземаат некои мерки? Јавното обвинителство се уште молчи. Молчат и политичките субјекти кои што се составен дел на власт, кои што исто така биле таргет на прислушкувањето. Молчи премиерот. Го нема во помпезни најави на пресконференции повторно да излезе. Истите се во моментов се справуваат со криза. Искрено жалам за сето она што се случува во Република Македонија од аспект на излевање на реките од речните корита и настаната криза. Но лично ќе ви кажам, со голем број од моите колеги од извршниот одбор на СДСМ ги поминавме овие критични региони. Повторно се работи за директна одговорност на власт. Си поставувам едно единствено прашање и се надевам дека мојот сомнеш, кој што се генерира вратре во мене, е погрешен. А тоа е дали некој свесно ги испровоцира овие настани, за да се сврти вниманието на јавноста од актуелната тема во која што секојдневно гледаме на емисија, каде што на маката
на граѓаните кои што ги снајде во Битолскиот регион, по теченијето на реката Брегалница, во Кумановскиот регион, Пчинскиот, Кривопаланечкиот и така натаму. Некој прави политички маркетинг и оди секојдневно се слика со граѓаните како им укажува наводна помош, а не излезат јавно да им објаснат на граѓаните кој тоа управува со хидроакумулациите во државата, зошто браната Калиманци, која што вечерта пред да се објават податоците на неколкуте од провладините медиуми, помпезно беше најавувано дека ќе се урне, а и најмладиот граѓанин во регионот на браната Калиманци знае дека тоа е една од најсериозните градби во поранешна СФРЈ која што е анкерирана со повеќе од 5 километри анкерски бетон, што значи истата може да издржи многу посериозни оптоварувања, но треба да излезат и јавно да кажат на јавноста зошто не е направено редовното испуштање на хидроакумулации, кога знаеме дека имавме снег, ќе дојде до топење на снегот, се врши редовно празнење на браните и дотур на свежа вода преку притоките, потоците. Тоа само укажува на едно невнимание или свесно правење на пропуст за да се одвлече вниманието од актуелните теми. Затоа ќе повторам, премиерот е должен да се занимава и да ги превенира ваквите работи. А некако што најавува дека неколку години веќе по медиумите гледаме се чистат каналите во Битолско, а таму дојде до една невидена катаклизма. Тоа е жално, верувам дека граѓаните нема да проверуваат на такво нешто. Инаку вистината е една, пред неја и боговите молчат. Вистината за Македонија ќе излезе и тоа од опозицијата директно ќе му биде укажано на секој граѓанин во Република Македонија во какво општество живееме. Доколку граѓаните бираат да живеат во едно недемократско општество, ние не можеме да направиме ништо во делот на тоа да ги убедиме, но ќе направиме се да ги освестиме дека оваа власт треба што побрзо да си замене, да дојде способна политичка елита која што сериозно и одговорно ќе владее со оваа држава. Така, лидерот на СДСМ ја повика и меѓународната заедница да се вклучи, будно да ја следи ситуацијата и да се вклучи во решавање на овој процес во Република Македонија. Дали може би досега некој се огласи од меѓународната заедница? Знаете, кога имате држава концепирана на ваков начин, кај што институциите кои што се создадени да вршат директен надзор на органите на власта, во овој случај институцијата која што е најповикана да врши контрола на службата која што е директно овластена да врши прислушкување, е Собраниската комисија за контрола на службата на управа за безбедност и контраразузнување. Истата комисија се уште ја нема посетена оваа служба. Ги прашувам јавно кога последен пат направиле контрола кај господинот Сашо Мијалков. Може би ретроактивно ќе направат сега некој записник. Но моите сознанија укажуваат дека и во претходниот состав парламентарен немаме ваква контрола. Ако се сеќавате тогаш на инсистирањата на господинот Минчев, се бараше да се оди да се направи контрола и не беше направена. Значи, оваа служба која што граѓаните, народот ја создаде да не чува, да не брани, да се грижи за интересите на државата, не можат самите граѓани преку своите народни избраници да ја контролираат. Тогаш се поставува прашањето дали ние сме демократска држава. А имаме голем број на такви служби во државата создадени. Некои од нив се официјални државни служби, но се поставува прашањето дали не функционираат и приватни партиски служби представени преку некои невладини организации, приватни компании за обезбедување и така натаму и така натаму. Секојдневно ги гледате на лепниците по дискотеките, кафичите на одредени служби на обезбедување. Се поставува прашањето дали тие само обезбедуваат. Во тој случај должни сме да повикаме на будно следење на меѓународната заедница. Интересите на Република Македонија и на државата и на граѓаните првенствено се да бидеме полноправни членови на европското и евроатлантското семејство. Во тој случај должни сме да исполнуваме одредени критериуми. Исто така сами се огласија. Рекоа дека
секојдневно ја следат состојбата во државата, повикуваат на почитување на правото на пресумпција на невиноста и секако да се почитуваат уставот и законите. Сите оние позитивни правни прописи кои што се на сила. Се надевам дека вистината ќе излезе, како што веќе излегува во јавноста, а на крајот самите граѓани ќе судат. Граѓаните се знае кога судат. Судат на избори, таму кај што имаат легитимно право да се одлучат на кого ќе ја дадат својата подршка. Сега во моментов ние не говориме за избори, говориме исклучиво за вистините, факти кои што ги обзнануваме пред јавност. На кој начин се дојдени до нас, ќе повторам пак, за среќа наша, во сите овие државни органи, за следење има луѓе патриоти, има луѓе со високо ниво на морал, кои што се одважија и рекоа, да, ние учествувавме во такво нешто, но погрешивме. Сметаме дека грешката е направена и истата треба да ја исправиме. Знаете, кога учествувате во нешто да создадете еден сурогат, многу е човечки потоа и да учествувате во неговото уништување. За жал, тие создадоа еден вистински звер кој што стои над главите на секој граѓанин на оваа држава. Затоа и актуелната власт деновиве во еден општ хаос, ја нема никаде во јавноста и се огласува со штури соопштенија. Верувам дека вечерва повторно ќе ги видиме нивните партиски мегафони на сите нивни провладини телевизии, кај што јавно ќе го напаѓаат господинот Заев, целата опозиција и за сето она што се случува во државата. Така, кога ја спомнавте, нели, владеачката партија, веќе вчера после пресконференцијата ВМРО-ДПМН излезе со реакција дека Заев е марионета на странски служби, а доколку постојат материјали кои упатуваат на против законско постапување, да бидат доставени до надлежните служби. Јас пак ќе повторам, значи, власта и обвинителство се контрадикторни, значи, изјавата на господинот Груевски и обвинението поднесено до јавното обвинителство од страна на ВМРО се апсолутно контрадикторни. Обвинетието од страна на ВМРО, поднесено до јавното обвинителство, го терети господинот Заев дека прибирал информации за странски служби. Значи, обвинувањето на господинот Груевски е дека Заев директно соработувал со странски служби. Да не се правиме наивни и да не импровизираме. Повеќе од 20.000 граѓани се следени во оваа држава. Опозицијата нема таков капацитет, ниту пак било каква тајна странска служба постои во Македонија која би можела да прибере таков број на информации и податоци, да сними толков број на разговори и да евидентира. На крајот на краиштата, во современиот систем на телекомуникации, се е можно, но се поставува прашањето: каде е одговорноста тогаш на нашите домашни служби, кои што се директно задолжени да ја следат работата на странските служби, а такви имаме 3 во државата. Значи, покрај управата со која што раководи господинот Мијалков, имаме агенција за разузнување кај што надлежен е председателот на државата и имаме воено разузнување. Што работеле тогаш тие ако нас странските служби ни снимиле 26.000 граѓани наводно како што самите велат? Премиерот првично требаше да излезе на пресконференција и веднаш да побара оставка од надлежните кои што раководат со ваквите служби, а не да бара кривична одговорност од господинот Заев како лидер на опозицијата. Овде исклучиво се работи за една мега афера во делот на злоупотреба на службите кои што имаат надлежност и можат да слушаат во партиско-политички цели. На таков начин владее ВМРО-ДПМН, нивните коалициони партнери, но најголем дел, за жал од истите, се уште не се свесни. Не се свесни ни членовите на ВМРО-ДПМН, ни нивните коалициони партнери. Се надевам на што побрзо освестување на сите чинители во рамките на овие политички субјекти и на што побрз пресврт, доколку сакаме да ја вратиме слободата во државата и демократијата, бидејќи, почнувајќи од себе, па и вас и сите останати во оваа држава,
На никој не му е мило кога ќе знае дека неговата интимност се следи. Да не зборуваме за поопшти и појавни работи. Така, освен ВМРО ДПМН се огласи и ДУИ дека будно ја следат ситуацијата и дека сите отворени прашања треба да се решат на еден транспарентен начин, но во рамките на институциите. Што мислите за ова? Апсолутно, барањето на коалициониот партнер на власта ќе биде испочитуван. СДСМ нема намера да скрие ништо од јавноста. Само најавиме дека ќе биде необјавено она што директно укажува во мешање на интимата на секоја индивидуа. Нема да си го дадеме тоа право, да им ги пореметиме на граѓаните односите и состојбите во семејствата и општеството, бидејќи мешањето во интима на било кој човек е апсолутно недозволиво. Сето онаа што значи јавно и транспарентна презентација на сите докази кои што ги посетуваме, секако ќе бидат приложени на јавноста и ќе бидат проследени во појната мощна постапка пред надлежните државни органи. Затоа уште еднаш апелирам, верувам дека во јавното обвинителство се уште постојат луѓе одговорни, професионалци, кои што врз база на дадената заклетва ќе постапуваат согласно законските нивни овластувања, ќе стават крај на самава постапка и на сето она што значи големото уго, афера големото уго во Република Македонија. Таа афера и името денеска вие новинарите ја измисливте и ја пуштивте во јавноста. Така, која би била вашата порака до граѓаните на Мојата порака до граѓаните е да се одважат, да не се плашат од ништо, бидејќи сепак судбината е во секој од нас. Ние одлучуваме за нашата иднина. Механизмите за борба се дадени во рамките на законот. Ние ќе го искажеме нашето незадоволство како граѓани, но првенствено апелираме до секој да не се чувствува загрозен. Опозицијата е тука во секој момент подготвена да ја преземе одговорноста за понатамошно водење и демократизација на оваа држава, која што за жал денеска воопшто не делува како демократска и перспективна држава. Ви благодарам што бевте дел од редакција Плоштад и што со нас ги споделивте своите мислења и размислувања во врска со актуелната тема на политичка сцена во Република Македонија. Ви благодарам и на вас, задоволството беше моје.